Општина без рудници враќање на младите во родниот крај. Грижа за земјоделците, повисоки пензии и плати. Ова беа само дел од предизборните ветувања на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, кој пред жителите на Новосело ги вети. Несоодветен пристап кон епидемијата со COVID-19 во земјава, кој никако и да стигне. А водена е сепак од министер кој не успева никако да се справи со истата ситуација, за која откако би дошла на власт, поуспешно ќе се менаџираат со здравствениот систем. Дециден беше синоќа Мицковски во Новосело. Затоа овие избори не се само обични избори и покрај овој здравствен предизвик кој што стои пред нас, а е толку сложен поради неспособноста на оваа влада, што секојдневно броиме нови случаи заразени од овој ковид вирус, меѓу нив и мојата мајка, инаку родена Новоселка, тука недалеку од овде. Мојот татко, кој што фала му на Бога за среќа и благодарение на медицинскиот персонал и докторите, еве, полека завршуваат, успеа да се изборат, последнава недела ги очекуваме да се вратат дома. Покрај сиот тој здравствен предизвик, ова се избори многу суштински и за единината на нашите дечиња. Општина Новосело во моментов е водена од градоначалник од редовите на СДСМ, а за најжурноста и општина без развој говорат фактите, рече Александар Николовски на средбата со жителите од оваа општина. Кандидатите за пратеници од редовите на ВМРО ДПМН во четвртата изборна единица синоќа беа на средба и со жителите во Василево и Босилово,